Здруженијето на приватни лекари преку иницијатива до Уставниот суд бара оценување на уставноста на членовите 316 и 318 од Законот за здравствена заштита. Со ова велат, приватното здравство треба да се донесе на исто ниво со јавните здравствени установи. Сегде во светот, значи, ако имате одредена фирма, а фирма е и ПЗУ-то, не гледаме ништо тука, нели, спорно ако некој некогаш реши на некого, нели, да му ја продаде одредена амбуланта, да ја даде или да ја наследи некој или синот, заради тоа што ова се фамилиарни бизнис. Вие овде кога го вложувате својот живот, го вложувате капиталот од дома за да направите амбулант. И не гледаме кој е проблемот да можете да си вработите комотно, нели, втор човек, трет човек, за капитација или за буџет кој што не навлегува во буџетот на фондот, ниту на владата, ниту на државата. Приватните лекари реагираат и на пререгистрацијата на осигурениците кој се уште е ниска и бараат продолжување на рокот за 2 месеци. Пререгистрацијата се уште е голем проблем за матичните лекари кои секојдневно губат од капитацијата, зашто имаат уште еден апел до надлежните. Бидејќи во државата има 220.000 пациенти кои што не избрале матичен доктор, и тоа е еден вид заштеда на фондот, и тие пациенти кога би биле негде распределени по матичните доктори, секако ќе се плаќа капитација за нив. Кога би направиле математика 220.000 осигуреници, по 1,9 колку што е просекот на бодот, нели, просечниот бод, по 50 денари капитација, тоа отприлика иде околу 25 милиони денари, значи месечно, кога би го помножиле по 12 месеци, иде една сума која што е, мислам дека многу културна и која што треба да се подели или со таа сума фактички едноставно да се покачи бодот на кај доктори. Иницијативите за измени во законите за пререгистрација и здравствена заштита, приватните лекари едногласно ги изгласаа на годишното собрание на Здруженијето, кој се одржа на 7 април, денот на здравјето.